Петок, пети час, крајна настава. Сите срекни сме, што викенд почнува. Смеја, забава, игра безгрижна, пролете, месец мај е на љубав. Баш е супер да си дете, игра, смеја, по цел ден, а денот лета едно утре, сите ке пораснеме. Баш е супер да си дете, ајде да уживаме. Брзо детството ке пројде, најдобро знаат возрастните. Последен е час, звонче крај означува. Сите срекни сме, што викенд почнува. Смеја, забава, игра безгрижна, пролете, месец мај е на љубав. Баш е супер да си дете, игра, смеја, по цел ден, а денот лета едно утре, сите ке пораснеме. Баш е супер да си дете, ајде да уживаме. Брзо детството ке пројде, најдобро знаат возрастните. Баш е супер да си дете, игра, смеја, по цел ден, а денот лета едно утре, сите ке пораснеме. Баш е супер да си дете, ајде да уживаме. Брзо детството ке пројде, најдобро знаат возрастните. Најдобро знаат Ива да возрастните. знаеш дека најдобро знаеме, така што уживај. Ете си воциравме добри спомени. Апсолутно мислам дека се согласивме, Боби. Ова е нешто што можеби Децата не може тоа да го претпоставиш, што значи да си дете. Да, она што ти го споменавме додека Ива пееше, ќе ја поздравиме. Тоа е наше дете, мора да признаеме. Така е, да. Секоја чест ни направи една така убава И наставка. наше дете, Славиче. Да, баш Да, дете на едно Златна златно Славиче. славиче. Така. Што сакам да кажам? Ајде. Дека ми недостасува оваа една наивност, невиност и кроткост која што Така е, секој пат така ја е, има Златната така е. Славиче, можеби како платформа, како продукција сиве 55 години и секој пат слушајќи ги овие песна, овие да речем композиции, тие мелодиски линии ме враќаат мене на таа една честност и таа Чиста душа, подпирајќи се на така, искреност и детско, она. Гледам и така темите да се. Например, еве Ива знае, например, сега и бидејќи другите не знаат, ние знаеме, и за годинашниот фестивал имаме токму две песни со такви љубави пораки. Тоа е Така да, наративот. ќе го почнеме фестивалот со песната, како се викаше, Дете да остана. Дете да остана, да. Има ли хубава порака, Дете да останам, да, прекрасна е песна. А ќе привршиме таму на крајот Детството е хубаво од се. значи, Да. две мои пораки, пароли кои што навистина децата тоа не може да го сфата што значи дете, они сега кога се мали викаат сега да сум возрастен, да не бидам учам, да имам работа, да не, меѓутоа ова е најбавиот дел кој што не се враќа. Кратко само за ова што го Ајде. споменавте за детството или носта, ќе честитам на мојата другарка Александра која што вчера првпат нели го роди Лука, стана мајка и кога се спишавме и верувам дека тоа е најбавиот, можеби Цеце ќе посведечи особено, дека е најбавиот мирис, невин мирис кој што Нема првпат ќе убаво. го почувствувате и тоа е мислам дека целата форма на експлозија на емоции кога го имаме тоа во случајот некако преточено низ песна. А тоа е тоа. Затоа викам и убаво е некој се сега нели тоа сега фестивалот е и ќе саме сега нели училиште некој наставник викаме дај возможете им на децата и на родителите апел да се растат со песна, Со да оваа растат песна. со вакви Особено песни, во ова со денешно детски време. песни. Македонија има среќа да има
детски фестивали, неколку да го има, еве не е битно и Златно Славеч и други фестивали. Па нема хубаво да растат со детска песна, тоа се на нивна возраст. Тоа е нешто што треба да им биде водилка, искрени текстови, убави испеани од деца, а не да растат сега, не знам, со некои песни ги труеме таму со некој YouTube, со таму некој, не знам, немам ништо против, меѓутоа не е тоа за таа возраст. Не е тоа со некои цртани филми по некои страшни, по не знам што, и они прво почнуваат англиски да зборуваат, не отколку македонски јазик. Дајте луѓе овако све. Јас сум среќен да речеме што е кои ќе ми кажат некои родители, пријатели, другари, леле, од Златно Славеч израсна мојата ќерка или мојот син со тај таа песна за бубалере со кап, не знам, со екто е тоа. Тоа е тоа што треба да си го негуваме тоа. И ние ако не го правиме тоа, ако не правиме, не е проблем. Затоа саѓа и содржи меѓутоа да го искористиме тоа. И на крај еднаш во годината ноември е месец на песната, месец на Златно Славече. Дајте и се гордееме што уште народот, значи публиката, се уште има веќе трета генерација, се од пред 55 години тие се веќе сега дедовци. 65-70 што биле ставичи што биле деца. И го сакат фестивалот и доаѓаат, например, еве, картите веќе значи се распродаваат, нема веќе карти, па сега дополнителна представа дали да се пушти. И од тие причини дајте да го почитуваме она што е наше, нешто што е повеќе од половина век, значи генерации расте со нешто што е не знам како, тоа е синоним, поим за нешто убаво, детско, чиста душа и сето тоа. Децата се трудат, цела година работат за да го презентираат тоа што и да пратат порака. Има ли побава? Кога сме кај пратењето на пораките, ќе дадеме, еве и апелус ние од тука, верувам и тоа многу од луѓето го препознаа Ива, затоа што сега и на рефренот, а и на твојот настап, на кога изведуваш оваа песна, рефренот го пееш и го покажуваш, ако можам така да се изразам, на знаковен јазик. Да. И тоа е твоја идеја. Ајде малку да ми кажеш околу тоа, од каде ти дојде идејата да ете твојата песна ја разберат и оние кои што за жал не се во можност да слушнат што ти пееш. Па бидејќи пораката беше за сите деца, бидејќи беше супер да се биде дете. Сакав пораката да стигне до децата кои не можат да го слушнат тоа. Затоа изразив желба да го покажам тоа и со знаковниот јазик. Ти беше тешко да го научиш се до тоа? Па не беше многу тешко, да, зашто само беше неколку знаци кои што. Доби ли некакви коментари, можеби од таа заедница на дечиња или на возрастни? Да, ме викна и во градинка да гостувам со мојата песна, бидејќи видео дека баш убаво ја изведов на настапот на Златно Славече. И децата, некои од децата мислам дека се веќе членови на Златно Славече. На хорот. Да. Познавајќи ги твоите родители кои што се патем и наши прекрасни пријатели, не се ни сомневам дека можеш достојствено да кажеш што како емоција ти носи тебе Златно Славече денеска. Мене Златно Славече ми носи, јас сум многу среќна што сум дел од Златно Славече. Од историјата на овој фестивал. Да. Од кога си член? Од кога започна? Јас сум од 22-та година, 52-то издание на Златно Славече член. Добра. Да. И како ти се допаѓа ова патување со нив животно, затоа што многу работи доживуваш? Например, на патувањата кои што одиме, значи јас тие нема да ги заборавам цел мој живот, бидејќи тие ми оставаат многу спомени, бидејќи многу е убаво. Каде бевте последно? Последно бевме во Романија оваа година. Што се случуваше таму? Имавме настап во Романија и таму имаме една другарка која што се вика Ѓорџијана и таа исто така пеела песна на Златно Славече. И тоа 2 пати или 3 пати. А како се запознавте со Ѓорџијана? Па таа не викна нас во Романија да одиме на патување. Мислам кај неа. Добро. Ова се боби некои соработки на фестивалско ниво? Тоа е Друштво за македонците од Романија. Значи, не знам колку знае јавноста, Романија е единствената држава, мислам дека единствена во Европска Унија, која што го има признаено македонското малцинство. И не само што го има признаено, туку влезено е во устав, влезено е се и како македонци имаат загарантиран еден пратеник. Значи се признаени, има значи ги поддржува државата и имаат на сите избори еден пратеник како дел од малцинството кој што го представува македонското малцинство. Интересен куриозитет, не знам. Да, тоа е. И ние не само тоа, пример Ива ќе отврди бевме во романскиот парламент, значи таму токму татко и на Ѓорџијана, господин Јонуц, он е пратеник наш, значи од македонската заедница
и он беше домаќин, така да не бевме во романскиот парламент, значи Колку ви било интересно. во крај таму имаат они седишта, повеќе имаат канцелари нашите македонци во Романија, така да бевме нивни гости и прекрасно. Тоа е добар Доаѓаат и тие пример. кај нас, да, добар пример. Апсолутно, така да навистина они помагаат колку можат, да кажеме, тоа е кога беше и несреќата во Кочани, веднаш ми се јавија За таму, поддршка. да, не, туку да направам линк со некои од владините представници, јас одма ги поврзав со председателката, значи со кабинетот и прати авионите што ги носе нашите деца во Литванија, беа Романија. Романски авиони, Секоја така чест. да веднаш реагира, така да сакам да кажем, тоа се Тоа е начин на навистини, постапување. Да, пријатели кои што еве и ностоп доаѓаат и кај нас, еве што рече Ива Џелиџана тука пееше, значи тоа е баш дете што и многу го пее и еве се тука се тие пријателства. Ти кога ќе порасне и Ива, ќе свати кога нели детството ќе заврши, да, ќе свати што значат овие контакти дека се за цел живот и колку ќе ти ги Баш променат така. хоризонтите. Сега баш е супер да си дете, остани таму, уживај. Јас тоа кажем на родителите, нели Да, сакаат сега нешто нели кај нас ние златостајаче, така малку сме построги во тој дел. Останите деца има време за шминкање, има време за дотерување, има време. здрави. И од тие причини, викам, во Златно Славече, видете деца, има време кога да пораснете. Значи, иако Бога ми да. денешниве деца, Многу дури брзо родителите сакаат. грешат пред време да ги пораснеме. Радувајте се додека сака да видат деца, што со генерацијата да се растат, да не се одвојуваат деца. Примерите се премногу тука, Боби, така што верувам дека ова е само еден показател како да останеме барем на момент во Институцијата детство. ни е совет за грижовност на деца, значи да ги воспитаме, да им кажеме. Да. Сега понатаму од нас е до тука, понатаму нормално се зависи од родителите. зависи од родителите, Училиштето и од нив самите. Како не? Кога ќе се вратиме низ историјата на Макфест, Ива претпоставам дека знае и Макфест? пардон, на Златно Славече, па добро, и Макфест имаше Многу јубилеи фестивали. и многу фестивали. И тоа е добар фестивал, меѓутоа кога ќе се вратиме ќе се потреме ама се неколку на квалитетни. квалитетни. Златно Славече патем сигурно Ива и многумина кои што си во хорот, сите знаат за историјата на фестивалот. Во овие 55 години ќе потсетиме за оние кои што позаборавија. Прв најстар кој што станува на Балканот и втор по можеби оној италијански Камино Доро. Секино Доро. Секино Доро, добро. Златна паричка, така. Златна паричка. Да, тоа е. И 23 мај е првиот, 71 година, се викал Бираме златен глас. Ти и јас го споминавме тоа во едно наше недавнешно интервју. Се одржал во Драмскиот театар во Скопје. Сега се враќа повторно, нели, на убава сцена повторно во театарот. И на првите концерти пееле и Орџан Базов. Споминавме Симон Трчевски бил Даже тука Маротов пеел на првиот на фестивал. фестивал. Да. Калиопи, Тоше Проеските, јас и деце тоа се прашувавме утринава. Давид Емилков, покојниот ти почитувам Владко Илиевски, Маја Гроданска Панчева и многу други, што беше Малку изненадување да нема некој од познатите денеска што И не она што пееле интересно таму. дека ти велиш и во ова сега 55-та јубилејна манифестација на Златно Славече се враќа Маја Гроданска Панчева, се враќаат неколку лица токму пред објективот да Па направат. видите, да, една Едно идеја поврзување. на Александар Митевски и моја заедничка така да направиме нешто јубилејно што бидејќи не можевме за време корона беше 50 Да, 50 јубилеј, беше во тоа време. направиме и рековме на генерации, ние имаме едно мото, а тоа мото кое ми е? Еднаш славече за секогаш славече. Да. Тоа е мото што еве Тоа е веќе вистина така. да, така е и сите се славечиња и рековме ајде повеќе генерации заедно со сегашен славечен да поканиме и од нашите поранешни. Еден неколку само тие што беа моментално тука и дојдоа. Значи тоа беше навистина и за нив едно навраќање во детството. Тие што беа тука, што беа во можност дојдоа и навистина нивната искреност, нивната среќа, мислам, next time да не ги забораваме исто, се вратија во детството колку убави спомени. Буквално тоа е. Значи, Златно Славече, годините помина тука се еден дел од нешто убаво, разиграно, распеано, дружење. Многу ми е драго и сега се дружат, дури се и сега возрастни луѓе, ми тоа се пак фамилиарни веќе блиски другари, другарки. И сето тоа значи дека сме успеале во таа наша мисија. А таа мисија е да изградиме вистински личности, примерни,
воспитани деца, кои што еве иднината се наши, така да навистина се гордееме со сите кои што еве успеале нешто, а повеќето мислам дека не само во музичките води, туку и во било кој, да речеме, дел од нивното, кој ќе слушнам, сега ќе се јава да еве примаме сега 3-4 деца што нивните родители пееат Златно Славиче, што се сега во хора. Така Беше убаво. Буби, има ли, кога е конкурсот за Златно Славиче, има ли наплив од пријавени млади дечиња? Или има некоја стагнација? Како е во тоа поле во креирањето на детска музика? Стагнација има во масовноста, меѓутоа има зголемување во квалитетот. Да, ти рече ќе дојдеа 200 деца, од тие 200 не можеш 10-15 да и одбереш што се вокалисти добри, да речеме. Да, што треба да бидат, зашто заслужуваат, ја знам се. Значи сега се помалку, ама се сега ќе дојдат на пример 50-60, меѓутоа од 50-60 49 се добри. Значи веќе се специализирано дека треба на аудиција додат оние деца што се талентирани, што знаат да пеат, што го сакаат, како да речам, пеењето и играњето. Не, ајде ќе одиме сега масовно, тоа исто како сега или малку популарно тоа, ајде се одиме на спорт. И некој што знае да пее оди на фудбала, не е талентиран за таму, па после се доаѓа во музиката. Сега сите ќе одиме машки на фудбал. Не знам, девојчиња дај ќе одиме на балет или не знам. А обратно, значи, буквално сега сите што ќе доаѓаат деца, навистина се музикални, заслужуваат и затоа еве квалитетот е на фестивалот. И тоа е тоа што го прави фестивалот, да биде на ова ниво. Извидбите се 15-ти, тоа е ова седмица, и 22-ри наредната. Да, 2 саботи се недела. Да, затоа што некој се прашува зошто 2 саботи. Затоа што недела не работен ден и имаше се почитува строго, да, се почитува во Македонскиот народен театар. И затоа сме 2 саботи, 15 и 22. Значи имаме по неколку изведби, ќе биде убаво, јубилејно, преубави песни имаме годинава, децата се веќе подготвени, вечер проба и во петок и во сабота се стартува. Ива, како се чувствуваш вака еве пред новото издание? Епа, возбудливо е многу. Едва чекам да го започнеме. Спремна си за сите тие изведби во сабота и следната сабота? Да. Не ти е проблем? Сите сме спремни. Дој чекате. Прекрасно. Не знам дали чувате некаква ваша убава архива од времињата, дали никогаш сте помислиле Боби да направите некој документарец, односно да ги поделите па тука да изгледат. Сигурно сте имале вие мал милион можеби работи. Да, сме имале се. Ама баш еден документарец кој што ќе биде одбележен за Да, имаме така, имавме дури идеја така, се договоривме се, меѓутоа не успеавме да направивме проект за јубилеот кога беше да буквално се направат емисии, биде Златно Славиче има толку материјал. Да, тоа било. Пеа жива све, да, конкуриравме, да, мислам таму поднесла во македонска телевизија како проект, ама искрено не бе заинтересирани ова како за жал, да. Добро, можеби некоја друга телевизија или продукција ќе па ќе размислиме и тоа, да. Знаете зашто велам почитување сега веќе покаен маестро Џамбазов, кој што беше дел од меѓу првите луѓе, си велам убаво е некој пат да се архивираат некои работи, да го имаме. Па еве ние направивме сега, предпоставам дека ќе го така еве може и да финишираме со скротот, да кажеме зашто е. Значи сега ова што зборувавме веселива, имавме роденденска забава минатата сабота, ги поканевме сите оние славечиња што не ги беа поранешни сега. Александар Митич направи прекрасна преработка на песната, на роденденската песна, која што е изведена, пак е јубилеј пред 30 години. Че во 95-та година таа роденденска песна живи до ден денес. Да го испочитуваме Драган Карафиловски Бојс, таа е негова песна, текст на Владо Димовски, Митевски направи прекрасен аранжман и 30 години таа песна 55 години Златно Славиче, каде што дадовме во самиот спот, дадовме почит и на маестро Џамбазов, што се појавува така сцени, маестро Џамбазов, Тоше Проевски, Владко Илиевски, Васил Пујовски, кои што се навистина доајени, Васил Пујовски, маестро Џамбазов се основачи на фестивалот, така да со должна почит, значи, Владко Илиевски исто, значи тие се поскумно да ги испочитуваме во самиот спот заедно со следичина дека така бе буквално едно големо семејство Златно Славиче. Секој што може да придонесувале, дојда, испочитува и сега
овој спот ќе биде така една, би рекол, јубилејен подарок за сите оние што благодарница. Прекрасно. Да. Па така и ќе завршиме со видеото кое што е многу свежо, од вчера излезено што се вели по социјалните мрежи и по медиумите, пак имате можност и вие да го погледнете и така на некој начин ние да го честитаме вашиот јубилеен роден ден, 55 години постоење на Златното славече и ви посакуваме многу убаво да си поминете следните 2 саботи. Не се сомневаме дека и децата ќе бидат задоволни и дека ќе слушаме уште многу нови детски хитови. Покрај предизвиците само останете конзистентни, поддршката барем и од медиумите имате. Апсолутно. Благодариме на вистина. Без медиуми, без поддршка од народот, секојаш викаме. Кога има поддршка од медиумите и од народот, од граѓанството, што викаме ние, од сите родители, баби, дедоци, све, затоа стајаше ќе живее, ќе лету уште многу. Уште многу. Еднаш славече, рековме секогаш, за секогаш славече. Така што ова е мостот помеѓу некогаш генерациите и сега, со 55-то издание, на ваков начин ќе дадеме отчет и ќе аплаудираме секако за 55-то роденденско издание. Со деца се дружам со сите, ме стареам, ме сакаци, одам и летам, пеам и шетам, славејче ме вика. Денес ми е роден ден, ајде, ајде да наздравиме, уште еден фестивал. Денес ми е роден ден, ајде, ајде да наздравиме, уште еден фестивал, ајде, ајде да направиме, уште еден фестивал, ајде, ајде да направиме. Мафтај, мафтај, мафтај! И камера, стоп! Одлично! Браво, Славејче!